неретко испраќаат значајни пораки дека светот се менува и дека не може да се живее под рестрикции од каков и да е вид или дискриминација на било која маргинална или малцинска заедница. И ќе набројам неколку од тие биографски, подлекувам, има и други филмови кои се врвни и кои се напишани како новели, но не се биографски. Ова се само биографски наслови со голема популарност кои одат на големите екрани. Velvet Goldmine, 1998, Тод Хейнс. Потоа филмот I Killed My Mother. Не знам по редослед дали се вака нареди, но не е важно. Момците не плачат на Кимберли Пирс. Потоа ова е Ја убив мајка ми на Хавиер Долан. Милк на Гас Ван Sant од 2008 година. Боемска рапсодија се уште актуелен, гледам филм на Брайан Сингер. Потоа Прайд, гордост на Метју Варчус. Што уште имаме? Девојката од Данска, Кимберли Том Хупер, Рокетмен и се уште актуелен, и имитација на играта, филм од 2014 на Мортин Тилдам. Бидејќи зборуваме за луѓето од филмот, еве некои од познатите кои се јавно декларираат за својата сексуална слобода. Ова е како интермецо за балканските теми. Познати ликови се од светот на филмот: Дру Баримор, Леди Гага, Анджелина Джоли, Сер Алек Гинис, Марлон Брандо, Ричард Прајор, Ана Пакин, Кери Грант. Но да се вратиме на Балканот. Овој пат ќе зборуваме за цензурата на балканските простори. По Втората светска војна, Комунистичката партија на Југославија хомосексуалноста ја врзуваше со декадентна буржуазија и ненаситен капитал. Инаку мора да повториме формулацијата за цензурата, дека е тоа постапка за контрола врз слободата на изразувањето својствена на авторитарните државни уредувања. А бидејќи цензурата има огромен опсег на забрани, од секс до политика, сметам дека е упатно во продолжение да зборувам главно за екс-југословенската филмска продукција. Во текот на 60-тите и почеток на 70-тите, назнаките и приказите со ЛГБТ мотиви се случуваат во време на така наречениот црн бран, кога беше критикувано тогашното општество и државниот систем. Голем број филмови снимени во овој период беа цензурирани не само поради геј мотивите. Сите црнобрановни филмови удира врз општествените табуа, а хомосексуалноста беше задолжителен и добредоден зачин, би рекол. Будење на стаорците на Живоин Павловиќ и Буба Шинтер на Милан Јелиќ беа меѓу првите провокации за власта. Појавувањето на трансвеститот Джеки Кертис, кој разговара со Душан Макавеев во неговиот филм ВР Мистерии на организмот на Манхетан во Њујорк, за тоа време беше, ако не шокантна сцена беше пикантна. Филмот Пластичен Исус од 1971 година, во која
се испреплетени неподобни сексуални сцени, машка разголеност, мастурбирање, но и документарен материјал од студентските немири од 1968 година, кој се врзува со култот на личноста на тогашниот председател Тито. На властите ова второво, политичкото, се чини повеќе им пречеше. Па режисерот Лазар Стојановиќ заврши со пресуда од 3 години затвор, а филмот заврши во бункер. Неговите професори Александар Петровиќ и Живојин Павловиќ се исфрлени од работа. Политички беше протеран и главниот актер, а филмот во Југославија е прикажан дури по 20 години. Истата 1971 режисерот Бата Ченгич го сними филмот Улогата на моето семејство во светската револуција. Иако е комедија, филмот не им беше омилен на властодржците поради подсмевањето и иронијата кон револуцијата. ВР Мистерии на организмот. 1971 година во режија Душан Макавеев содржеше такви сцени на секс и директни политички изјави, ова го зборувам во минато време, филмот се уште содржи такви сцени и директни политички изјави, какви дотогаш не беа видени во Југославија, а ниту во Европа. Филмот дигна многу прашина во југословенската јавност, но доби одлични оценки на светските фестивали. И иако во однос на годините не е за фалење, јас бев еден од ретките од овие простори, од оние кои филмот го гледавме предпремиерно во Домот на синдикатите на Белградски фест таа 1971 година. Еве ви сега еден инсерт односно 3 куси инсерта од филмот ВР Мистерија на организмот. Ваша цимерка опет врши полно општење. Срамота. Мора гледате ви своја посла. Гледам, него видим беласају се гузови. Што е тоа вас брига? Бринем да се младеж не истроши. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Apstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim u smislu jebačine. Moramo следниот. Ajde, ovo. Vladimir je čovek plemenitog nestrpljenja. Čovek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa, pravi crveni fašist. Drugovi, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti. Ovo bea неколку куси сцени од ВР Мистерии на организмот и моја препорака е, кој тоа не ми е задача, да се погледне овој филм, доколку се уште некој него видел. Инаку филм во кој не се снимени сцени со сексуални назнаки, а кој ги има во романот на Мешо Селимовиќ, е и Дервишот и смртта на Здравко Велимировиќ од 1974 година. Веројатно по сугестија на продуцентите, тоест власта, така и се случило да не се снимат тие делови од романот на Мешо Селимовиќ. Во 80-тите се појавија и филмовите Момчето што ветува на Миша Радивовиќ и Убавина на порокот
на Живко Николич. Мислам на повеќето ви е познат убавен порокот, за мене еден од најзначајните филмови од овој период. Drugovi. Убавината на порокот, Живко Николич. И сега два куси инсерти од два значени филмови, заради кои беше возбудена и јавноста и критиката, но највеќе власта. Се работи за филмовите Окупација во 26 слики на Лордан Зафрановиќ од 1978 година и исто така еден провокативен филм на словенечкиот македонец Карпо Ачимовиќ Година и неговиот филм Сплавот на медузата од 1980 година. Tovare jedan, kako si uzrasao, kako si tako lijep, a? Na oca, na koga bi drugo? Nego kako to da nije si javio da dohodiš, čače? Mogao si pridosjetiti. Baš si nas lijepo iznenadio, moj Baldo.
A neće nam se vjerit za Tonija. Čekali smo na te da svi to zajedno proslavimo. Koliki me još spominju u Čile i Argentini, gdje sam ja navego. Arrivo sam iz Venecije. Iz Venecije. A jesi li došao po Maestralu ili po Tramontani? Pravi je kazin u Italiji. Trgovački brodi sad služu u druge svrhe. Rat je na pomolu čača. Rat? Rat. Lagve. Borba je jedina pobjeda. Svi protiv stare malodušnosti i degeneracije. Umetnik je dinamo društva. Svakog dana 10 minuta gimnastike i nove umetnosti, pa ćete i vi postati kao Div Žnideršić. Div, div, div. Div, div, div. Div, div, div. Divite se Žnideršiću. Div, div, div. Div, div, div. Div, div, div. Divite se Žnideršiću. Dole prljave krpe stare i kilave poezije. Umetnost za život. Najsnažniji moraju pobediti. Slušaj me, ovo biše šokantno. Međutim, jedan od najznačajnijih filmovi na za LGBT zajednicата na ovije prostori je film od Želimir Žilnik od 1995. godina Dupe od mramora. Glavната uloga je igraše Vjeran Miladinović Medlinka, transrodov lik od Belgradske od Pločnik. Premijerata se održava Sava centar, kada što se sluči, kako što veli Žilnik, vjerojatno najgolemijot od site protivrečni i provokativni javni nastani u Srbiji od 90-ih. Veli, dokoliko se zasukат rъкавите i dokoliko se rizikува, može da se osvoji parče sloboda za sebe i za krug od ljudje sa koji se solidariziraš. Инаку Мерлинка е убиен во 2003 година, а 6 години подосна Предраг Аздејковиќ од Белград, уредник на квир списанието Оптимист, го основаше фестивалот на квир филмови кој е наречен Мерлинка. Ružo? Ružo? Zar me ne prepoznaješ?
Dragane, šta si to uradio? Vratio sam se u prirodi. Zar ne izgledam lepo? Ma lepo si, jel te? Nisam znala. Sedi. I kad se vraćaš? Ma ne znam. Šta ti se muža? Razvela sam se. Ono đubre. Otišao u Makedoniju i sad nemam ni posla i tako. Pa srce, tu sam ja da ti pomognem. Pa ostani u Beogradu. Šta ti radiš? Pa kurvam se, sestra. Dobro zarađuješ. Kako da ne? Prostitucija je divna stvar. Pa mogu da ti obezbedim radno mesto. Ogroman prihod. Pa da budeš ovako natifrana koja, pa doterana. Puna zlata, srce moje. Nemoj tako da me gledaš. Merlinka. Ne pa ništa reći. Ja, šta ovo rastiš? Ovo je ima toga još. Mnogo što da se obučem. Ovo je divno. Izvoli. To ću se da idemo. Reci mi ko treba da bude Golićena? Je li ovo dosta? To bez toga bi bila mrtva. Pa i sama znaš šta mi kosi. Misliš da ću ja možda da... Da ne, draga. Reci mi, molim te, šta da radim? Samo reci da sam ti to ja poklonila i neće biti problema. Molim te, nemoj da daješ drugaricama ono što sam ja tebi dala, jer ja sam to krvavo zaradila. Dobro, to ostane. Sad reci mi ovako. A to vučem i izađem napolje oko 10-11 sati. Reci kako s ljudima. Evo kako, Maco. Prvo, moraš voditi računa kakav ostavljaš utisak na njega kad se nalaziš na 20-30 metara od njega. Kad je mušterija udaljena, vrckaj, krupna, snažna si, jedra si, vidite. A kada ti priđe blizu metar dva, onda upotrebi oči, usne, jezik. Fiksiraš, gledaš ga jebešlju. S glave do pete, pogotovo dole. Kako to lepo radim, kako radim to jebešljivo, cakli očima, Maco. Tako ko to, Maco, kao da te ubija od seksa, kao da ćeš umreti u njegovom zagrljaju. Onda te on pita obično, Božje, a ti pitaš, a želiš jebanje ili pušanje, ili bilo koja neka vrsta druge perverzije. Ima i svakih, Maco. Vole da ih piješ, da im piliš usta, da im neđeš, da ti ljube noge, svakak. A, to je moja drugica Sanela, znaš. Upoznala bi te s njom, ali ne mogu sad nešto je natrkala, znaš. Ovo imala je frku. Malo je previsok. Ako želiš da budeš ikad prijatelj žena, nemoj to reći. Okej da te vidim. Neverovatno. Mi daj ovaj korset. Pa ti nisi normalna koliko dobro izgledaš. Pa šta si ti sve radila do sada? Si ti kad pokazivala te tvoje sisurne što imaš? Ma jok. Srećo moja, pa one su fenomenalne. Pa ja kad bi imala ovaj kapital, pa ja bi zaradila $1.000.000. Pa ti znaš da ovo mušterije obožavaju. Ovako ovu slaninu, znaš. Pa kad ti to podudeš podigla ovako, a on kad bude vidio, on će poželiti da ga stavi malo i ovdje, znaš. Platit će ti mnogo više, zaradit ćeš mnogo više para. Moji si su mali, ja moram da ih krijem, ali su i onako veštački. Ma dobra si ti riba, šta ti? За потполнут впечаток треба да се гледа целиот филм. Инаку што се однесува до државните цензури и забранетите филмови, филмот Град на Кока Ракоњац 63 година на комунистите веројатно им пречел поинаквиот однос кон стварноста, а и ликовите не им биле по вкус. Има хомосексуалци, има проститутки, се на се, со судска одлука е наредено филмот да се запали, но сепак во архивата е сочува. Филмот Утро на Пуриша Ѓорѓевич од 67 година на моралистите највеќе им пречел ликот на партизанскиот поручник Смоки, Љубиша Самарџич, на кого
во умот му е само неговиот пенис, а потоа има секс со партизанка на гробот на својот соборец. Еден од значајните филмови рани трудови од 69-та повторно на Желими Жилник, инаку еден од најнаградоните ex-EU филмови. Има Златна мечка во Берлин за овој филм. Филмот не е судски забранет, но долго потоа не е прикажуван во Југославија. Причина претерано насилство, голотија и вулгарности. Еве ги двата инсерта од последниве спомнати филмови. Gospođa Ružo? Joj! Dobar dan. Šta? Dobar dan. Odlazio sam u rat, a vi ste preko puta moje kuće na vaše prozore iznosili bele jastuke da se izluftiraju. Da? Nosili ste šareni šlafruk iz Zagreba. Sećate li se? Ne. Sećate li se onog mladića što je buljio u vaše noge kad ste stajali u crkvi? O, majte si ti. Lenin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola. Napleteno, navezeno, okićeno, sači. Знаеш ли дека Исус е син на Александар? Кој Александар? Александар Македонски. Овдека е моја грешка, но при крајот сме и по плање ова што ќе оди последните неколку минути. Македонскиот придонес во негувањето на инструментот цензура, за жал, е беззначаен. Имавме забрана од само еден ден на филмот Ругање со Христос на режисерот Јане Бојаджи од 2018 година. Инаку цензурата не признава презумпција на невиност. Таа е спротивна на уставните начала. Таа е алатка за заштита на режимот, а не на моралот. Најавата за демократска цензура е пукање во сопствена нога. Зборувам за кај нас. Тешка грешка во чекори. Чин со репресивен и депресивен предзнак, кој води во ќорсокакот на најавуваните македонски перспективи. Веројатно ви е познато дека филмот беше забранет за прикажување пред да биде премиерно прикажан било каде. И оние кои врз основа на трейлерот. И оние кои прават лоши филмови, формално се уметници и неприкосновени толкувачи на своите идеи, за кои не можат да бидат казнети априори. А цензурата во најава е постапка која е својствена на авторитарните државни системи. Но современиот свет, спомнавме веќе, цензурата не е непозната и во демократските системи во името на заштитата, пак ќе повторам, на јавниот морал. Следејќи ги со децении трансформациите во филмската уметност, почнувам да верувам во моќта на филмот, затоа што умее да го отслика времето во кое е создаван. На чудесен начин да ја пишува хрониката на промените на човековото однесување и движењето на свеста, што е многу важно. Филмот по многу нешто се променил, но продолжува да поставува прашања и загадки. И како што германскиот режисер Том Тиквер вели, инаку председател на Берлинското жири 2018 година, обраќајќи им се на младите филмачи, вели: бидете храбри и снимајте такви филмови какви што вашите родители не сакаат да гледаат.
Lazar umre, a potom voskresne. I want to send a message to the sky. Το μέλλον είναι δικό μας. Εδώ το αύριο είναι σήμερα. Το μέλλον είναι δικό μας. Εδώ το αύριο είναι σήμερα. Ξέρετε, Алеко, o πατέρας του Λάζαρος петане στα Скопје. Почитуван Вујко Ване, ти знаеш дека ние направивме се за да го пронајдеме нашиот татко Лазар, но сите надежи се изгубени. Нашиот татко Лазар е мртов. Je t'aime. Dis quelque chose, bordel de merde, dis quelque chose. Qu'est-ce qui est fini? C'est fini avec moi. Avec toi. Αλέκο! Θα μιλήσουμε αύριο. Άνοιξε την πόρτα τώρα. Άνοιξε την καμημένη την πόρτα, είπα! Ajde, stoko jedna kaurska. Izleko je na dvor! Izleko je na dvor, bej! Ja, izleko je! Spej! Yes! Skabon! Da! That man, Jesus, he went from town to town and he made cheap tricks, magic. Blind man sing, wine out of water, fish on dry land and other circus stuff. Golema, Zozurita pani napred kumo, a ponegoroto. Da ne se rodi dete pred svadba. Dete rodeno pred svadba. Bez kasmetke bilo oveljat starite. Lazar! Kalinichta!